Нова епизода 180 степени, вие сте на телевизија Телма. Моето име е Филип Чаловски, а ние сме во ФД Кулинарското училиште. Би сакал за почеток да ја отворам оваа епизода со една мисла дека Македонија од секогаш произведувала квалитетни бурекџи, пекари и се што е поврзано со тесто. Едноставно, тестото е во нашата ДНК. Денеска со нас во студиото, да кажем, во нашето училиште е Ѓорѓи, кој што освен неговата 20 годишна кариера, сака да го сподели и да го пренесе своето знаење. Голема почит, маестро, и добре ни дојде. Чест ми е што присуствувам во вашата емисија. Задоволството е наше. Би те прашал како ти се сретна и како влезе во светот на бурекот, на пецивата и така натаму. Знаеш како, едноставно не знаев дека го сакам тоа. Останав толку долго што сметам дека можам да се наречам за еден професионалец и штета што се помалку и помалку млади луѓе се одлучуваат на работа со тесто. Така. Се слагам. И баш тоа И се тука е тој момент со машини. еден мал процент денеска ќе Нажалост, традицијата мора да се задржи. не само што Мора да останеме верни на традицијата. Изработката на традиционалниот бурек се состои од сол, брашно и вода. Процесот на замесување на тестото трае околу 10 минути во машински, во миксер. Потоа, тоа добиеното тесто се топчи во форма на топчина, кое што треба да се расплескат, пола сат најмалку обавезно да стои тестото. Кога го расплескувате тесто. Значи не мора како со двете раце, едно по едно. Внимавајте колку е. Немој премногу да го притискате. Ќе ви покажам на тако. Во оваа форма пола сат најмалку. Немојте средината да испритискате, крајот да ви остане бело. Никако, тоа нема да ви биде добро. Два начини на отворање, јас што можам да ви ги покажам. Традиционалниот навлечење и тој што вртим. Кога ќе го работите традиционално, значи нека ви биде мрсна масата за да ви лизга тестото по неја. Затоа се мешат со мас, за да ако е само на зејтин, премногу ќе ви лизга. Ќе ви се собира тестото, че немојте да го развлечите. Раширете акората колку што можете поише. Значи, колку што можете на овој начин да ја раширите поголемо. Толку полесно ќе ви биде вас за работа. Затоа ќе ви треба чисти масите да ви бидат, за да можете да го изработите сето ова. До некој степен, барем ако не успеете толку помалку, било како, гледајте колку што можете повише. Пуштете и воздух здолу на кората. Ја контролирате кората тестото со воздухот. Се скинало малку на крајот, не е страшно. Се јаде. Ќе направиме банички и ќе се јаде. Кога ќе затворате кората, ќе гледате да ја оставите воздух. Значи, напакувај. Исто. Многу битен момент бие воздухот. Кај мене уште тестото не е доволно отпуштено, не помина ни пола сат. Затоа и се кини вака. Гледате како е затворен. Немој да ја соберите. Ако ја притисните вака, нема да ви биде добро. Тоа е начинот на тегнење. Сите ќе се сложите дека нема конкуренција рачно изработениот бурек. Посебно и ако во позадината го гледаме мајсторот со оние движења на самба и на утринска гимнастика, значи тоа е ритуалот кој што сите сме навикнати и кој што се надевам дека ќе продолжиме се повеќе да го гледаме и ќе го напредуваме. Да видиме што имаме во ревната. Јас се многу и се радувам на денешната емисија. Храбро испечено. И
не можам да дочекам да почнеме. Би те замолил да ги најавиш правилата. Ова е храбро испечено и да ти кажам овој звук вака, нели? Кога се лади, Кога се лади бурекот, да. Значи, јас што би рекол за бурекот, дека денеска 6 натпреварувачи, денеска ќе ги поздравам, здраво Магде, здраво Ема, Данило, Марија и Ален. Јас денес не знам што ќе се приготвува. Може би додека доаѓав од Велес наваму на ке Скопје, си размислувам нели дека би сакала нешто да изработиме. Ми дојде денес во глава наутлијата погача што ја спремаше војна ми по рецепт на баба ми. Тоа му треба доста време за да се изработи, но може би ќе може некако нешто така да се изведе. Ете, јас би сакала нешто такво да направим. Ти имате супер авантура, нормално, ќе се надпреварувате. Нормално, некој ќе биде најдобар, некој ќе оди во елиминација. Ќе одлучи човекот кој што е најкомпетентен. Пред се, ние ќе помогнеме малку и на крај ќе докажеме дека може да се направи бурек. Дали до сега си правила бурек Магда или пита или било што? Месено? Со Месам, готови? инаку месам и сукам, меѓутоа еднаш имам неуспешен обид за тегнење кора. Ема ти Партали го до направи. сега имаш некое искуство? Ете, видиш. Данило? Со готови кори Само со готови. Сукање не. Марија? Имам тегнато. И имаш тегнето. Ете, видиш, имаме некој што не е по прв пат. Значи, Ален, Немам тегнато твоето кори. искуство? Моето искуство дедо ми беше бурек, ќе имам гледано многу како се прави бурек, ама немам Дедо тегнато. ти? Дедо ми, Да. по мајка. има еден бурек во Прилеп, се вика Калимеро. Така, ете една легендарна буреджулица, мислам дека повеќе од 20-30 години е во. Па има неколку што се такви. Да. Па искрено денес е првиот пат каде што на вистина немам поим што би готвеле денес. Не знам, се надевам на нешто интересно. Па од претходните емисии најзадоволен сум од макалото и од руската салата, иако исто прв пат руска салата уствари приготвувам втор пат, но од нула и макалото и руската салата оставија за мене некако најголем печат. И надпреварувачи, за да ова шоу биде возможно, сакам да ги поздравам нашите општествено одговорни компании. Пред се Макпетрол, голема благодарност, компанијата Президент. Ќе имате прекрасни сирења кои што се надевам дека ќе влезат во вашиот полнеж. Рамстор секој ден со нас, Витаминка е тука, се помодернизирана Витаминка не радува. Големи пријатели Халк банка, Братство ни направи нешто што сите ќе го имаме како спомен во нашите кујни, едни уметнички дела од садови и тави, Камник, винарија, голема благодарност и FG кулинарското училиште никаде без компанијата Фортис. Да почнеме. Трема имам малку, тремата по полека исчезнува низ епизодите, но се уште е присутна.
Па очекувањата зависно од комплексноста на задачата денес. Немам трема за денешната емисија. Што би сакала да готвам? Па пак нешто, некој македонски рецепт, некој македонски специјалитет. Ја сакам македонската кујна и би сакала повторно нешто такво да готвим. Ќе видиме што ќе дадат судиите, па така и ќе видиме за резултатот, што ќе биде. Нов ден, нов предизвик. Шо ќе одготвиме денеска? Јас сум за нешто да се прави со мевце. Некој ширден да сецкаме, нешто покомплицирано, ама да видиме што ќе ни дадат. Ушчекување, ќе видиме. Јас сум многу возбудена и од вај чекам да видим што ќе готвиме.
Се надевам дека ќе поминам како што треба и дека ќе идам понатака. Доволно, мислам, учам од секоја епизода се повеќе и повеќе од шефовите тука и се надевам дека ќе продолжам и понатака. Немам ни трема, ни нервоза, сакам само да сготвам нешто вкусно и да се најадам после. Додека доаѓам наваму, во мојата глава има постојано нешто. Значи, не мирува мојава глава и многу е хаотично. Си мислам сега што ќе изработуваме, па како би го презентирала тоа, дали нешто што ќе направам ќе биде премногу, ќе биде премалку, се критикувам себе си, уште пред нешто да направам, јас сум спремна со критики цело време постојано. Многу нешта ми се случуваат во главата, а верувам и на другите. Надпреварувачи? Како се наоѓате? За сега мислам Не, дека сега јадеме доста пити со месо. доста ќе би било за Е, тука има нешто интересно. Само побрзајте со времето ради печењето, да имате време да го испечете. мислиш да почнам да тегнам кој? Да. Вода. Данило, како е? Па мислам дека добро иде. Сепак искуство. Така изгледа за Постои. Тоа е тоа одлично. Мала ми е масата. Одлично. Денеска ќе јадиме бурек, да?
веќе и печењето е голем дел од работата. Се спева баш прилик. Прави си малку повеќе костор покрај тебе за да бидеш. Може да почне Да. Затоа што треба да имате време и да се испече, така Да. крај. Без некој што изгледа или не? Не знам кој што сум сега малце како стресана. Инаку не е толку. Кој што раците ми се тресат се. Остави воздух. Кај ти најдебела кората. Тука е најдебела, може да е на час. Вече. Ќе видите. Ќе правиш ванишка или ќе варкаш? Вајна. Апсолутно мислам дека како што одминува времето и како што идат новите предизвици, тремата преминува во самодоверба, мислам. Мислам дека има доста простор за подобрување, за тотално исчезнување, да кажем, на тремата. За сега е присутна и се надевам дека позитивно влијае на нас.
првата. Тава за печење спремно. Тава за печење спремно. Не. Заборавај. Па денеска бев малце изненадена кога ми кажа дека бурек ќе спремаме. Прво мислев дека сами ќе си го припремиме и тесто и се, ама испадна дека тестото е веќе припремано од шефот што не оценуваше за вкусот. Така да он ни помогна многу со тоа, затоа што го погодил точно тестово како што треба за да се развлекува. Претходно имам влечено кори, пасија ми се влечење кори и теста, изработки од теста и се. Баба ми е почината сега да може да ме гледа на телевизија, да види дека не требаше со сукалото преку маса да ме мава за да бегам, за да бегам и да не чепкам у тестото. Ама, тоа е. Јас сум презадоволна и како ми испадна бурекот и на вкус сите го бендиса, немам што повеќе да додам. Изминаа точно 30 минути. Планирајте го времето и за печење, делот за сервирање, а исто така и за средување. Убаво нека бидат чисти станиците спремни за сервирање. И не ги заборавајте додека се на печење. Ги погледнувам. Да. Денес прв пат правам бурек, прв пат тегнам, прв пат се соочувам со тој предизвик и морам да признам дека многу ми се допадна. Си честитав сама на себе дека си направив бурек. Многу ми се допадна резултатот и сега дома масакар ќе ги правам дома моите. Секој ден ќе им спремам бурек, ќе им правам различни филови, така да спремајте се. Вади. Не го бива извај.
Добре, колку што гледам, завршивте сите пред време. Тоа се добри вести за сега. Вау. Тука готово? Ето мислам дека можеме да одиме без одбројување на делот со дегустација. Престануваат уште 3 минути, но тоа е тоа. Одиме на дегустација. Марија, да видиме што спрема иде за денес. Повелете, ја ви донесов по 1/4 за сите. Бурек со месо, тегнете кори, со 4 кори. Пробајте, па ќе пресудите. Четврта е за проба или за Четвртата е за мајсторот, секако. Не, четвртина ни донесе да Четвртина е за проба, да. добро. Пошто се пробува, носење значи има? првата залка кога ја пробаш не можеш секој вкус да го осетиш позадина, да нема некој зачин ставено. Па втора, трета и кога ќе изедеш четвртината ќе сакаш уште и ќе знаеш дека малце те било четвртина. А дали размислуваш дека ние треба уште 6 бурека да пробаме после? Па не е проблем, сите по малце. Значи грижи се за гостинот секојаш. Глеј кој е под твој кров да си отиде, Најаден. ама не прејади. И да не заврши на клистрација или као се каже. Не. Така да супер изгледа четвртини, Да. али ние ќе исечеме Одлична и така. беше и техниката Која на би разлекување одрала на да кори. ја расечеме? За проба. Според тебе. Можеш тоа и ти да Можеш ти да го направиш за нас. Тоа што мислиш дека е најдобро. По структура. Така. И ја би одбрал Одлично. таја. Е, вака, поверата. Шефе. Крцка. Крцка. Што е многу битно. Браво. Јас имам посебен начин на тегнење на корите. Тоа ми е од мајка ми наследено, мајка ми многу тегни. Значи, ние ги тегнеме корите со раци. Првен, тестото се развлекува низ раци. Него пат, кога сме тегнали и две, си го предаваме тестото преку масата и после го спуштаме на масата и го растегнуваме тестото. Тоа се тегне така на чаршаф, многу е полесно отколку вака на иноксни маси, ама и тука се снајдов, не е проблем. Следен Емилија повели. Повелете. Два различни фила, едниот е со станек, мислам беше таа реплика. Тоа е, пошто ми се допадна формата, е да го задажам така округло. Другото го расцикаш, другото има тоа стула пиперка се надал дека тоа не е, да? Ова што те молам, нешто со сусаме? Тоа е со луд буговец. Добро. Супер, фала ти. Полнењето, едната идеја ја добив од еден од судиите, ми зазвучи интересно, сакав да го пробам, затоа што јас се гледа, нели, дека сакам да пробам се и се што. И сакав да добијам луд фил, не ми беше доволно луд, направив и луд прилог. Другото, во случај да не ми се допадне мене тоа што го направив со лутиот фил, се направив со спанаки. И така, сакам да имам повеќе работи, одедно да направам повеќе работи, па да имам нешто понудено повеќе. И Злате, кој ни остана? Даниел. Ја ви направив бурек во вид на баничка. Прв пат го правам од тегнети кори, сум правил од готови кори. Ставив малку лута пиперка, не пробав дали е лута. Колку за шмек, па ќе видим. Изгледа лута. Прва ми изгледа лута. Како си задоволен? Па за прв пат сум задоволен од тегнети кори. Малку мислам дека имам ставено повеќе фил. Ќе бидам, ако работам ко бурикчија, ќе бидам зијан за газа. Да. Ако работам кај некој бурикчија, ќе биде во зијан, ќе го банкротирам поради мастрофа. Тешка борба ќе биде денес. Ајде, повели мајстро, прво ќе на проба.
храбро е да се одлучат со месо, за толку кратко време. Затоа што треба да се приготви текило со месо. Виски, не беше така. Има доста. Ево, кој знаме на тоа. Корито се добро, Да. Само имам више да не маза малка на форма. Ја видел вака. Не знам дали. По вкус. Добро, да. Да. вкусот, окей, сите ги не рад. Дали малку просто малку поише мрсно да стави. Да. Исто кај со вртената брана. Првата тројка ви благодариме. Па, бев во блага паника, како што кажав претходно, прв пат во животот втегнам кори, значи не сум баш вичен во таа работа, во тесто, не сум ни подготвувал нешто премногу, поише сум за помодерни јадења и веројатно и паниката си го направи своето. Магдалена повели. Повелете? Елегантно. Многу елегантно. Традиционален Сервирање. бурек. Нели? Многу елегантно. Има све смисла и хартијата тупија малце маснотија и ова на страна се замезиш. Млекото малце долади. Опис по пропис. Опис по пропис. Многу сум среќна што правев бурек денеска, што научив да правам бурек поточно. Мислев дека е многу комплицирано, ама воопшто не било, така да маестро, фала многу што не научи да направиме бурек. Инаку бурекот е моето секој време. омилено Во секој. јадење. Го сакам, значи, цело време да го јадам, меѓутоа Тоа е наша традиција што Ето, мора да ја задржиме. Апсолутно. Нели мора да има разновидна исхрана заради здравје и така натаму. Инаку филот го правев со спанак, урда, малце сиренце, президент секако и Може ли вака само една мала забелешка? Ајде. Добра беше идејата на Ема да се исече на пола за да се види пресекот. Тоа би го рекле бурекџи како има значи пресек, како се листа. Тоа го мислев, корите меѓутоа се и- плашев дека ќе ми се растури, дека ќе ми стане како Али еве, сега е доволно време, оладене више, језда, иако се уште чади, убаво изгледа и пресекот, останува да пробаме. Јас ја повикам Ален, ти благодарам. Благодарам. Магдалена. Корете. Може ли да чуеме вака како се снајде? Па, Како си среќен? не сум баш задоволен од тоа како ми испаднаа корите. Се надевам дека филот ќе пополни малку од тоа што сгреши во однос на корите, мислам. Што сгреши според тебе Па вака? мислам дека добро не ги растегнав, а и може би рано почнав да ги тегнам и имаше доста пукнатини во тестото. Следеше Изработката, да. Изработката? Да. Е, 4 кори имав. Затоа имавте поише. 4. За да можете да го изберите најдоброто. Третото што го направив не беше баш добро печено. Филингот е, мислам, полнежот е месо, чисто. Месо, кромиче, бибер, сол. Така. Да. Добро, окей. Да пробаме. Па не сум баш задоволен од тоа како се снајдов. Мислам дека си се само саботирав на некој начин од почеток. Многу притисок си ставив на себе и воопшто не сум задоволен од начинот да изведувам ова, можам така да кажам. Ајде, место да почнем.
Денеска готвивме бурек, моето омилено јадење, не знам колку пати повторив веќе во емисијава. Значи, многу го сакам бурекот. Прв пат тегнам кори, имав еден пред многу години неуспешен обид дома за тегнење кори. Сега многу добро ми испадна, ама и бурек мајсторот многу добро ни објасни како се прават. И копар има. Супер. Свежина, убаво се клопува копарот, ми се свиѓа и мене, само што има на сол. Добро зачинето. Мислам дека месото треба уште Ви благодарим. Предизвик ми е да правам бурек заради тоа што дедо ми беше бурекџие и најверојатно сега се превртува во гробот. Многу ми е мило што ќе можам да ги научам мајка ми и свекрва ми, бидејќи никој не знае да тегне кори од нив. Така да, вака сум горда на себе си, ќе вежбам дома уште секако. Дозволете ми и јас да изразам една моја лична среќа и сатисфакција што оваа емисија, ова шоу ги постигнува своите цели. А тоа е петорица од вас, еве да кажеме да издвоиме само Марија која со искуство до сега, направија прекрасни, јадливи, добро балансирани, со мали финеси, подобри или послаби пити, буреци или како сакате наречете ги. Секоја чест. Ќе оставам мајсторот да ви каже главните точки по кои што ќе ве оценуваме, бидејќи е тешка борба и конкуренцијата е навистина квалитетна денеска и за да бидеме технички коректни, он ќе ги издвои главните точки по кои што се оценувани. Чим работите бурек, освен со исклучок на Марија, искуството си го прави своето бурек, само да, тегнато. тегнато пиде, искуство со тесто, да, за да го имаш тој осет. Во однос на бурекот што е битно? Структурата, како е тестото изработено, дебелината на корите и маснотијата. Исто така и количината на фил. Доколку има премногу фил, ќе доминират и се губи вкусот на тестото. Тогаш имаме да речеме месо со тесто. Немаме бурек. Тоа би било или само било кој фил. Така, блиску сте сите, маснотијата исто количината на маснотија. Не сме да биде превише, но не сме да биде ни премалку. Ако е премалку, ќе бидат суви корите, нема да бидат добри за јадење. Ако е превише, сепак не е добро, многу мрсно. Така да тие се основните точки по кои што сте рангирани и оценувани. Јас би ги повикал Данило и Ален да истапат. Злате? Накратко, ќе почнам од Данило. Покрај тоа што имаше проблем со тегнењето, имаше ставено и премногу фил и беше премалку кора, многу фил. Не доминираше. Во споредба со останатите беше малку полошо технички изработен. За Ален да ги отстранеше малце краевите. Имаше многу краеви тешко, иако месото беше убаво зачинато, тегнењето на кората и тестото не беше баш најфин. Јас пред да ви соопштам, ќе оставам само Јас би додал само исто кај Ален, требаше месото малку фило да биде доиспржано. Му фалело уште неколку минути. Според техничките карактеристики сте во елиминацијска. Јас ќе ви кажам дека искрено мислам дека елиминацијската за вас не значи ништо, освен малце да се коригирате на фокус, малце да се коригирате на финеси. Фала ви.
не сум задоволен баш од тегнењето на тестото, поради тоа што прв пат тегнам, веројатно и тремата си го прави своето. Мастрафот на вкус ми се допадна, но како и што самите судии кажа, имав превише мастрав стајано. Тоа може за домашна употреба е добро, но за судиите очигледно не. Тоа е тоа, на крај исходот си го кажа своето. Одлуката на судиите е тотално на место, мислам. Мојата лично изведба на бурекот, ниту јас бев задоволен, ниту сум. Емилија, повели? Кај тебе, мене искрено се допадна тоа што имаше доволно време, изработи 2 фила, 2 прилога, едниот беше со буковец кисело млеко, другото со копар. Одлично беше, добро истегнато, но не дека имаше нешто премногу големи грешки. Во споредба со Магдалена и Марија, ти остануваш златна средина овој пат. И мајсторе ги повикаме Марија Магдалена. Ова има и она Марија Магдалена, на. Аплауз, луѓе, аплауз. Ја мислам, ако оваа епизода ја гледаат скопскиве проекжилници, јас сум спремни да говорим више за вас. Освен да кажам дека мали финеси, што знам ја, еве, сум запишал дека за еден број ми бил повкусен на Магдалена. Супер. Значи, стварно, јас немам што да кажам, мајстор да ги пофалиме нешто. Само тоа, дека сте добри, продолжете така, задржете традицијата, тоа е многу битно. Бурекот сепак е искуство. Колку повише се работи, толку ќе бидат подобро. Секој нареден пат е подобро. Мокра крпа дома и се надеваме дека ќе имаме уште епизоди кај што ќе можете да ги покажете вашите способности со тесто. Благодарим. Се надевам. Денес прв пат правам бурек, прв пат тегнам, прв пат се соочувам со тој предизвик и морам да признам дека многу ми се допадна. Си честитав сама на себе дека си направив бурек и многу ми се допадна резултатот. И сега дома масакар ќе ги правам дома моите. Секој ден ќе им спремам бурек, ќе им правам различни филови, така да спремајте се. За некој чудо, еве, како за прво правење, мојот бурек беше најдобар. Веројатно, искуството на јадење буреци си го прави своето. А за гледачите, видовте како се прави бурек, видовте дека не е тешко, сукајте ракавите, палете миксерите, печките на 180, печете, сгрешете, не се плашете и најбитно од све, се надеваме дека ви инспириравме. Ѓорѓи, уште една голема благодарност. Исто благодарност до вас, до FJ Кулинарски. Се гледаме во следна епизода, 180 продолжува на Телма.